Струмичани во пресред на Денот на жената веќе почнаа со купувањето на подароци. Цвеќето е еден символ на внимание, кој сите сакаат да го добијат. Големиот избор ги привлекува купувачите. Доста купува сега за 8 март. Доста купува вчера, имаме добро, денеска пак раздвиженост голема купува, значи. Утре ќе најново. За продавачите во однос на минатите години нема разлика во цените, но купувачите сметаат дека се повисоки пред празникот. Граѓаните викат дека малку поскапо било, за разлика од лани. Ние викаме се исти. До 8 марта имат повисока цена. После тоа се намалуваат, ама пред 8 март на сите цвеќиња растат цените. Љубител сум на цвеќе, купуваме често, стално доаѓам тука. Пред да се садат, нели, купувам повеќе. Јас сега затоа дојдов, викам, да видам некоја цвеќе да разгледам и да купам. Дали за 8 марта сакате некој да ви подари цвеќе? Сакам и подаруваат ми. Сната, керката. Вие подарувате на некој цвеќе? Повеќе пари давам. Струмичани денеска купуваат цвеќиња како за утрешниот празник, така и секојдневно за своите дворни места и летни тераси. Дали подарувате вие цвеќе? Да, На кого ќе подарите цвеќе? за нашата класна. Какво цвеќе ќе ви подарите? Уште не знаеме, но ќе видиме на кој е големо. Често купувате цвеќе? Зависи кога как, по повод нешто ако треба. А така за дома за градините си купуваме садме. Дали сакате за 8 март некој да ви подари цвеќе? Да. Колку често купувате цвеќе? Секој пат. Добро, какви цвеќиња најмногу сакате? Кој ни се ареса. За кого купиште цвеќе? За наставничките. Какви цвеќиња најмногу сакате? Најмногу го сакам герберот. Во Струмица, освен вообичаените цвеќари, има и два импровизирани цветни пазари. Едниот се наоѓа кај Тинекс, другиот на Малиот парк, кај семафорите во центарот на Струмица. Ден пред 8 март, граѓаните ја чувствуваат оваа празнична еуфорија, со тоа што насекаде се продаваат цвеќиња. Сите сакаат да купат цвеќе, но сакаат и да им подари некој цвеќе, а ресторантите веќе ги имаат своите резервации по повод Денот на жената.